Благодарам, меѓутоа зборуваме за различни проекти. Бидејќи вие зборувате за општина Карвинци, јас барав во општина Штип населба Карорм. Тие се поврзани едно до друго и тука имаме и нов Карорман, стар Карорман и нов Карорман, каде што и таму треба интервенција во делот на канализацијата. Меѓутоа, чисто да ве коригирам, зборуваме за населбата Карорман. Значи, чисто за ваша информација, направени се таму неколку проекции, комунални захвати. Пред се во делот на канализацијата донесена е чиста вода, приклучена населбата од градскиот водовод. Дел од улиците се асфалтирани, не се завршени сите. Значи, имаме изградено таму и едно мини игралиште, и меѓутоа еден од покрупните проекти е таму и легализацијата на куќите, кои што граѓаните тој бенефит го чувствуваат и е многу корисен, затоа што поголем дел од куќите беа многу поодамно изградени, тоа е рурална средина настрана, и мислам дека со тој проект во делот на легализацијата им се даде голема можност за многу ефтини средства да можат да си ги легализират и да имат собствен статус на тие куќи. Меѓутоа, кога зборуваме за пречистителна станица, бидејќи канализацијата беше правена во повеќе фази и сега е времето кога тоа треба да се реализира. Јас имам идентичен амандман и за населбата Балканска, значи евидентно е дека во овие населби треба да се регулира и да се направи таа пречистителна станица. Зошто? Бидејќи сега кога се завршени градежните работи во однос на канализациите, се создава можност таа вода некаде да се пренесе, односно да не влегува во реката Брегалница. Реката Брегалница е крвотокот, да речам, на источниот дел на Македонија и на некој начин и градот Штип има неколку можности, тоа е преку бунарски систем кој впрочем ја црпи од реката Брегалница и хидросистемот Злетовице како резервна варијанта кој исто така многу користен, дел од општините во источниот регион го користат. Така да ние мораме во иднина да размислуваме да овие населби на некој начин тие лесно од кај нив излегува таа отпадна вода, меѓутоа е проблем што влегува во реката Брегалница. Реката Брегалница во текот на незиното течение и понатаму прави големи еколошки проблеми и мислам дека влијае на квалитетот на водата пред се во делот на градскиот водовод каде што се напојуваат жителите од Штип. Така да тука беше моето барење. Јас се надам дека можеби ако не во ова фаза, не знам колегите како би гласале, вие рековте не, меѓутоа се надам дека ќе биде во некоја следна фаза, во некој следен буџет. Јас се надам дека ние тоа би го направиле како следна влада и мислам дека тука би помогнале за квалитетот на животот на жителите и за квалитетот за водата за пиење. Благодарам. Благодарам.